еве сме повторно назад, се враќаме веднаш после рекламите да го продолжиме разговорот. Секако имаме материјали, фотографии од сите наши гости, оние спомени кои што ги имаат од мали нозе, па се до ден денес ќе ги видите и вие. Меѓутоа Ана Марија има нешто, една песна за која што сакаме да зборуваме. Поканете сте на еден интернационален фестивал кој што ќе не се случува во Тетово, но ќе прочитате ваша песна. Па може ли ексклузивно за македонската јавност да ги расположиме сите утрински кои не гледаат со една убава поезија? Ана Марија, повелете. Да, јас ќе бидам представник на нашата земја на интернационалниот поетски фестивал кој што ќе се одвива некаде од 15 октомври, неколку дена ќе трае. Се одвива годинава во Титово. Значи јас сум представник единствен од Македонија, сите останати се од странство. Јас им благодарам на селекторите што ме поканија. Таму ќе се представам со 3 песни мои, значи од мојот опус. А сега еве во договор со вас донесов една песна која што ќе ја прочитам. Па се надевам дека ќе ви се допадне. Ајде. Песната се вика "Се борам да се сочувам себе си". Одлично. Се борам да се сочувам себе си при моралните дилеми од љубовен карактер, при можните грешки во раководната сфера, тешко одоливите понуди за брзо богатење и перфидните обиди на лицемерите за лични и професионални уништувања. Преголеми се овие искушенија за мојот мал град, преголема е оваа злоба за мојата мала земја, преголема е оваа алчност за мојот мал народ. И долго чекам да испука, да претече, да изгори овој вулкан од ниски страсти, овој вртлок од лоши намери, ова гнездо на лути оси што зујат и бодат без причина. Секој ден чекорам по најтенката жица и треперам на најстудениот мраз. Со страв дека ќе потклекнам, ќе се лизнам. Со страв да не ја изгубам оваа душа, со страв да не го предадам ова срце, се борам да се сочувам себе си. Муките на зборовите. Ана Марија, совршено вклопено во една убава поезија. Ви благодарам многу. Тој Жарко, сакам професионално мислење за ова што го слушнавме сега. Магистер Жарко, да, произнесете се. Продолжете да пишувате, кога ќе составите збирка, ќе ни се јавите да Да, секако. Ана, само сврти го листот и да го подпишеме договорот. Да, јас веќе и планирам збирка, да, со мојиве издавачи Фуснота, кои што ќе ги поздравам сега во оваа прилика. Инаку, јас и Жарко се познаваме долги години, повеќе од 20 години. Нашето пријателство и соработка датира. Жарко беше млад и надежен новинар во Дневник, некаде кон крајот на минатиот век. И ми се јави за да ме интервјуира. Јас тогаш бев новинар во Вести во Канал 5, токму тука. Така. Да. И Жарко ми се јави и ме замоли да му да направи интервју со мене. Јас го запрашав, ма зошто велам, јас сум новинар само во. Не, вели, ти имаш потенцијал за медиумска личност, јас сакам да те интервјуирам. Жаре. И тоа што беше специфично, значи во тоа интервју е дека јас толку се одушевив од неговиот стил на пишување, значи тој е толку писмен, толку е Жарко човек од перо, што мислам дека тоа интервју, јас потоа сум дала многу интервјуа, меѓутоа ми остана омилено од причина што навистина ми ја врати вербата дека и кај нас има луѓе кои што пишуваат, кои што се надарени, талентирани, а се во таа област, бидејќи обично кај нас имаме едно, можеби се случува некој е талентиран за нешто, па во сосема друга област ќе биде едноставно такво е општеството што тешко може професионално да се напредува. Меѓутоа Жарко е на вистинското место, човек во вистинската област, јас на вистина му се восхитувам, бидејќи тој успева приватно, значи во еден приватен бизнис на толку тешка сфера која што не е многу популарна, во издаваштвото, совршено успешно да плива толку години, имаше сон уште од тогаш, кога ме интервјуираше. Кога 20 имавме, не знам, бевме прва година, втора година на факултет, може. Да. Тој тогаш имаше сон да се занимава со издаваштво и еве сега го живее својот сон. И секоја чест за тоа, Жарко, значи од мене имаш поддршка и восхит, да знаеш. И те замолувам следната година Елиф Шафак да ја донесеш, бидејќи ми е омилена авторка турска. Значи тоа еве стави го во агендата, да. Ана Марија затоа ве очекува во Рамстор на дружење со. Да, секако, да. Да, така да. Жаре, Ана Марија каже откривач на таленти некако му да, јас на вистина бидејќи работам во пиар од толку години, работев и за USAID 7 години пиар, како пиар координатор. И имам една професионална деформација, ако сум одушевена од нешто, ако ми се допаѓа, значи на цел глас и тоа го кажувам и сакам на секој да му принесам, но за Жарко на вистина не е пиар, ова е искрено мислење. Жарко, од Дневник до денеска оно што го работите. Жаре, остварување, како што каже Ана Марија, остварување на сонот. Тешко ли е да се живее сонот во Македонија? Јас долго време имав отпор кон зборот, да бидам највека искрен и реален. Мојот родител, па дури дедо ми пишувале, создавале литература.
и која така е веќе втора, трета генерација веќе до тука ти дома сум до секој што окружен со книги, многу повеќе филмската уметност ме привлекуваше. Знае Ана Марија, сме се дружеле на Скопски филмски фестивал своевремено. Ние заедно бевме како новинари од областа на културата, долги години соработувавме и се наоѓавме на Скопскиот филмски фестивал. Ги следавме сите филмови. Мислам дека јас и ти бевме едни од ретки новинари што од почеток до крај седевме и потоа пишувавме критики, Така е, но едноставно не можеш да избегаш веројатно од гените, од тоа крушата под круша паѓа и пак на крај завршив со литературата. Се занимавав исто како Ана Марија со новинарство, со пиар, но еве сега и со издаваштво. Со Владко па не поврзува колекционерството на сликички, колку што знам он е многу познат по сето тоа. Не сме разменувале, барем ја не паметам, но секогаш какви слики само? Сликички кога има на европско и светско првенство за фудбал. Така е, јас секогаш одам на Фонтана, разменувам таму со таа заедница на луѓе. Во Скопје некако сите сме поврзани од некоја на некаков начин. Така што драго ми е што ете денеска ја делиме тука трпезата Асталот со луѓе кои што со различни хобија, а сепак но пак би ве прашала, тешко ли е да се живее со она во Македонија? Тешко е, но ако сте упорни, мислам дека ќе дојдете до тоа што го сакате. Мислам, никому не му било лесно. Еве, јас можам за себе да говорам дека после завршување студиите, кои што ми беа најубав период од годината, го почнавте тој муабет, но требаше може би да одиме на таа фреквенција до крај. Убави се основното училиште, имам на вистинските другарства ми се од тогаш, добро е и средното училиште, но факултетот мислам дека човек станува човек. Се очовечува, ги создава најсилните релации, сваќаш, созрева, знае што сака да работи, што сака да биде во иднина и почнува да се бори да го постигне тоа. Така што тие денови ми беа многу драги и ми се уште ми се и од тогаш мислам дека и почнав првите награди за книжевни дела да ги добивам за расказ и така натаму и да објавувам во тогаш своевремено во студентски збор, во некои други списанија. Така што се виде дека ќе се занимавам со книжевност, но веднаш после студиите на 7-8 години се барав себе си. Значи не можев професионално да се реализирам. Кога татко ми отиде во пензија, предложи ајде сега сакаш ли да се занимаваш со издаваштво. Повторно тој отпор нели кај сите нас, но мислам дека не сгрешив бидејќи сосема друга визија на она што значи издавачка политика вон барем нашата издавачка куќа со интернационализација на нашата програма, со многу преводи, со гостување на странски автори, со правење на еден интересен проект книжарница на Тркала која што патува низ различни градови, може да се надоврзам на тоа што нели претходно зборува, можеме да ги видиме и помалите градови како функционираат и на вистина некои од нив се како кутичиња, значи многу поубав ред, све уредено, поубаво живење. За жал, еве, деневи не се убави оние слики што ги гледаме со околу контејнерите, меѓутоа се надеваме дека прогрес ќе има и ќе се и тоа да продолжи, таа книжарница на Тркала што имавте треба да продолжи затоа што навистина беше извонредно посетување и на останатите градови бидејќи не се случува во Скопје. А кога сме кај Скопје, Владко, вашиот град е градот Скопје, тука сте израснат, аеродром е вашето мало, па ете целиот ваш живот го правите она што го правите. Тешко ли е да се остане доследен, како што се вели да се задржи образот, достоинството и честноста во областа? Не е тешко, ако сакаш. Кратко и јасно. Не, значи, се да тешко е вака, така. Не, ако имаш определувања, ако имаш верување, ако имаш, како да кажем, и по хоризонтала и по вертикала. На почетокот го зборувавме семејството, ќе ве наследи ли некој од децата, бидејќи многодетноста е... Да, рано е, не знам. Уште се мали. Уште се мали, ако не од децата, може некој од внуците. Јас се надевам ке имам... Само на линија. Се надевам ке имам 10-15 внуци, така тоа ми е амбиција. Ајде да ги погледнеме. Само да прашам албумот со сликички дали го чувате уште? Вака, јас првиот албум зборуваме за светско првенство. Така. Фудбал, значи да не разбере некои погрешни сликички сега. Прв албум беше светско првенство во Шпанија 1982. Пауло Роси беше најдобар стрелец, но прв албум што сум го наполнил сам, скроз сам, е Мексико 1986 година. Диего Марадона најдобар играч, Аргентина првак.
И после тоа сите други албуми, значи Италија 90-та, САД 94-та година, Франција 98-та, Јапонија и Кореја 2002 година, Германија 2006-та, Јужна Африка 2010-та, Бразил 2014-та, Русија 2018-та и Катар 2022-та. Но најголемо задоволство ми е последниве 2 светски првенства, кај што тоа го правам заедно со моите синови, а исто така и ќерки ви учествуваат, они сакаат да ги лепат. Така што кога имаш деца кои што исто така го сакаат фудбалот, имаш совршен изговор да ги собереш сликиците, а да речеш не, за децата се не се. не се за мене, Да, така Одлично. што, ето, тоа е и... Ovo je фазијата да се наследува и да се продолжува. Најде да ги погледнеме веќе кога сме кај Владко фотографиите. Да, режија, ако може да ги подготвите фотографиите од Владко, да видиме што имаме за него. И да ги раскажеме. Изненадате ме. Да, ќе биде изненадување. Сега само од држијата да... Споменав на младост, ова. А време на студија, ако не се лажам. Не, подоцна е ова. Ова е... Ораторска вечер. Не е ораторска вечер. Не знам точно каде е ова и кога. Ова е некаде 2006, 2007, 2008 година, така, тие години отприлика. Мислам дека ова, не сум сигурен, мислам дека ова е еден настан во Holiday Inn, тогашен Гранд Хотел. И мислам дека нешто беше, не можам да седам точно, да не сгрешам, така што да, ете, тоа е мојата коса од претходниот живот. И така што... Многу луѓе ве памтат по таа коса, беше шокантно кога е... Ова е Корчагин, ова е екипата од Корчагин, ја завршив во Радио Овчевски Корчагин. Имате ли уште се дружите со некој од средно училиште? Па се знаеме здраво како си, така нели секој по својот пат, но драги пријатели, еве тука ќе гледам Дими, Шате, Бране, Весна, Ирина, да, еве, значи бевме една голема клапа во Корчагин, добри другари, супер, прекрасен период, значи, да, Корчагин, Супер. Луѓе, кај сте ги наши слики, бе? Интересна е архива. Вау! Изненадување. Ова е, не знам дали е, ова исто Корчагин, мислам дека ова некаде 2 година средно, или која, да. Некој слави роден ден? Или некој слави роден ден, или мислам дека може и славевме Нова година, значи она е во средината Роза, или Роза, една од другарките од средно. И кај не славевме роден, имаше куќа онака и сај ќе собереме онака. Ајде кај мене, да, еве ги Ангел, Малецки ние го викавме. Може и Нова година некој капа нешто носи новогодишна, може и така да е. Ова е Корчагин. Да, ова е Корчагин. Да, радио, ова е 1 или 2 година средно. Значи вака сега, ова е 93-та, 94-та година, буквално пред 32 години, да. Ова е тогашно прво 8, односно или можеби второ 8, зависи која година е. Супер. Убави спомени, дава се скадете. Ова е дворот. Вау! Вие имате некој внатрешен извор. Ама не, вие имате овде некој дописник. Инсайдерски фотографии. Да. Што е следно? Да, ова е со нашата класна раководителка Илјана Плавшич, која што предаваше математика во Корчагин, која што е сега покојна, прекрасен педагог, прекрасна жена, прекрасен човек. Да, ова е мојот клас, мислам дека ова е 2 средно, или 1 или 2 средно, под бистата на Радио Овчевски Корчагин. Ова е од основна школа, ова ми се другарите од аеродромски, Ги споменав на аеродром, така Жаре, Диме или Цвајчо и Нане. Така да, ова е некаде 7 или 8 оделение основно. Ова е исто 1 средно, ова е некоја екскурзија или некаде, ова е со мене Александар Малецки, ние така го викавме, и до него е Иван, тој беше тогашно прво 5 или 4-то 5 после тоа. Да. Вау. Да ве молам, дајте ми ги сликиве, немам појма кај ми се. Значи, подсетите малку. Таму да земете кај што ти се. Дајте ми ги да се ги земам баш. Мислам дека се тие толку фотографии, немаме повеќе. Фала. Убава. Како Добар време. шеф. Какво. Убаво навраќање на едно убаво време. Да, една временска машина. Фала многу. Супер, ајде додиме се фотографиите на Ана Марија да видиме што таа ни прати, да ги скоментираме незините фотографии. Претпоставувам дека ќе има тука од се по нешто.
Па, Еве, нашата Бисера. со нас. Ова е со вашата Бисера. Бисера исто би сакала да ја поздравам во овој момент, бидејќи навистина е една многу позитивна личност. Прекрасна. Е Да. Одлична во Бисера својата професија, да, и со неа сме имале многу изјави, Интервју, да. Меѓутоа ова интервју беше конкретно за книгата, таа ете го има тој новинарски сенс. И уште пред било кој да знае, значи јас да ја пуштам најавата дека ќе има промоција, се сретнавме случајно со Бисера и споменав и Бисера рече првото интервју најава за книгата ќе биде кај нас и точка. И навистина никому немав ниту јавено, немавме пуштено официјален мејл допис до медиумите, кога со Бисера го правевме ова интервју на кеот на реката Вардар. И разговаравме толку убаво, значи ја представи книгата, толку имаше навистина навлезано во суштината, значи на овој научен труд. Преубаво си поминавме како и секогаш со неа, значи со неа Смена, весела, ведра, Бисера е нашата Бисера. Да, токму така. Ова од промоцијата, значи, каде што навистина имаше многу голем одек, многу голема посетеност, да аз дури се изненадив. Беше пуштено значи по медиумите и кај мене на Facebook беше поставено, меѓутоа јас не очекував дека навистина беше приполно кафуле толика каде што се одвиваше промоцијата. Многу примероци се продадоа, се и подпишував, значи еден час подпишував. Убава локација, кафе ли секогаш знаат да препознаат? Ова е мојата издавачка Драгана горе, значи од издавачката куќа Фуснота, до мене е Душко, значи познатиот Душко Крстевски од нашите кругови, да, кој што ми беше промотор на книгата и уште една авторка, значи Александра, која што исто има напишано еден многу интересен роман сега во оваа година, исто од преку издавачката куќа Фуснота, но овде сме снимени да е настан, мислам на промоција, можеби дури на незиниот роман беше оваа промоција. Значи ова се понови фотографии од настани поврзани нели со книжевноста и литературата. Добро, следна режија. Исто од промоцијата се значи сите овие слики од мојот Facebook профил, значи тука беше поставен еден фолдер каде што многу убави фотографии што ги направи мојот драг пријател Александар Зорин. Професионални фотографии, да, ова е исто во Буква, едно место што го посетуваме многу често. Симпатично, да. Да, каде што се одвиваат секој ден буквално некои настани од областа на книжевноста, литературата. Во средината е еве го исто повторно Микеле, кој што е автор на корицата на оваа книга. Многу убаво ја долови, значи ова не е некоја слика земена од некаде, туку тој ја црташе буквално уметник. Графички дизајнер. Да, и врз база на моите сеќавања за мојата баба, значи буквално ние разговаравме како символично да се представи таа и многу навистина сум задоволна како излезе корицата на книгата. Ова е Душко, еве како ја промовира книгата, имаше навистина добар медиумски одек, доста интервјуа дадов и тука и надвор од земјата имаше и овде сум јас на терен како давам изјава пред неколку години, ова веќе од нели јавното претпријатие каде што работам, снимени сме на терен за состојбите нели тогаш. Со една ваша колешка, не знам од која е ова, не можам да видам телевизија. Многу често, значи, јас порано излегував, ги давав изјави. Така, еве книгата која што ја прикажавме по првиот дел. Да. Каде може да се најде доколку се Па еве може дури во книжарницата на издавачката куќа Антолог, значи и Жаре ми ја продава книгата исто така и во книжарниците 3, во Буква се наоѓа, да. Значи доста е барана. Со драгата професорка Весна Мојсовска, која што да ми беше професор на постдипломски, да, и ми е и драга пријателка. И е една од рецензентките заедно со професорката Ана Мартиновска на овој труд. Јас навистина добив многу убави мислења, рецензии и тоа ми е поттик понатаму нели да истражувам, да творам кога фелата нели дава позитивни за тебе мислења, навистина тоа е. И верувам дека сите треба да се поддржуваме, не треба да бидеме штедливи на комплименти, на зборови на поддршка, бидејќи тоа многу значи нели за секого. Зборовите се мокни, тоа го заклучивме. Да, токму така, јас и можеби затоа толку кога за некого имам позитивно мислење и став, секогаш го нагласувам. Бидејќи сметам дека можеби во дадениот момент на таа личност тоа е потребно. Му е потребно. Така, убавиот збор секогаш е добре деден кај сите, не видовно во кој дел од денот. Ако сакате да најдете книгата, може да ги посетите Антолог, а кога сме кај Жари, кај неговите фотографии, мислам дека е нешто следно што може да го видиме. Ајде. Жаре, која година? Ова е, не можам година да се сетам, 80-ти, почеток 80-ти, 903. Жаре, кога сме кај малото, кој е вашето мало да ги споменеме? Па јас сум израснат во повеќе мала, меѓутоа овдека живеевме на Максим Горки, значи тоа е една прекрасна улица со јапонски цреши што почнува од плоштадот и оди до кај Друштвото на писатели или Палета таму позната. Овдека сум во паркот Жена Борец, значи се сеќам како мал дека мојот парк беше тој, таму ме носе најчесто.
во паркот Жена Борец, девојче не го знам. Да не се налози сопругата, не кажи ова кој девојче, се шегува. Комшиче некој. Супер да ми се обрати ако некој се препознае кој е на сликава. Случајно сме се нашле во паркот. Оваа слика ми буди посебни емоции поради позади возилото. Тоа беше нашето Рено 4. Тоа е детството кога се сеќавам на детството, ме побудија малку емоции, се разнежнив татко ми Реното 4 со оној менувач кој што е. И ние имавме Рено 4. Во кафена боја, сега би било. И ние имавме Рено 4. Една заедничка работа нашето беше кафеја. Рено 4 спачак тие се возилата. Првите одмори, првите патувања кај баба дедо во градовите од кои што нели доаѓаат. Ова е сосема друго. Ќе ги спомнев Струмица и Куманова кај што градовите кај што беа моите баба и дедо, овдека сме на Ибица со брат ми. Тука беше сопруга. Тука сопругата беше трудна, а и некако не отидов демографија. Да, демографија. Жената се знае што сака и крај. Ние отидовме бидејќи навистина тогаш што брат ми многу ретко се гледаме, им заслужува што отидовме на овој одмор за малце да нели проживееме бидејќи навистина тоа ќе почна Пред да се роди детето. А тогаш малце еве има време сега кога се родија децата и со нив да прошетам, ова е матера. Последниот Джеймс Бонд, онаа сцена кога нели вози на почетната сцена со автомобилот и судира токму на овој мост, така што тоа е во Пулја, југот на Италија, за мене можеби една од најпрекрасните дел на Штиклата, точно, да, еве Владко убаво ме дополни. Најубавиот дел од Италија. Сум патувал прилично во Италија, но овој ми е магичен. Еве има живот и после децата. Ова е живот пред децата, исто. Ова е првото јавно интервју со Милчо Манчевски, мислам дека кога било направено во преполниот хала на Филолошкиот факултет. Значи јас никогаш во животот не сум настапил пред толку голема публика, имав огромна трема тој ден. Ова е некаде 2003-2004 година во организација. Имаш ти исто ко мене? Да, значи многу се личиме, некој дури не споредува, барем во косата. Барем во косата. Да. Ова ми е мојот добивање на магистерската нели диплома, како да ја кажам, со Татјана Боевтимовска, наша лекторка, со Трајче Бастамески, сега е професор нели на филолошкиот факултет и мислам ајда дека се вика девојката на турски јазик, така што успеав јас да магистрирам бидејќи од кога почнав, од кога почнав со работа, навистина нема време за ништо. Од тој аспект не дека не ме бивало за ука, нема време едноставно да малце одложував. Ова е со Тодор Чаловски на сцена во Соборниот храм, ја тогаш првпат дознав долу во подрумот, една прекрасна сала каде што ми ја даваат наградата Бели мугри за најдобра необјавена поетска збирка. Годината 2010-2011. Како ја знаат ако е необјавена? На конкурс ја На конкурс се праќаат како ракопис. Тогаш немаше имејлови такви работи, сега преку имејл. Old school, да, во ракопис под шифра. Ова е од годинава во февруари кога ја добив друга награда 13, извинете, ова е Стале Попов за најдобра прозна книга објавена. Приказничар, мојата последна книга, збирка раскази со Лилијана Пандева која што беше мислам председател на жирито. Во Друштвото на писатели на Македонија е фотографирана ова. Ова сум во Италија, таа година кога патувавме на југот на Италија, имаше и професионална побуда. Ова е во Полска, во Катовице, тоа се промоции на моите книги надворот од државата. Ова е превод на Спектатор. Ова е со и аргентинскиот автор Гилермо Мартинес и Николски на сајм за книги, можда 10 години во минатото, каде што навистина овој аргентински автор потпиша огромен број на книги. Ова е многу драга фотка со Данило Коцевски, сите го знаеме, хроничарот на Скопје. Човек кој што ми авторитетот Данило. Книжевниот свет ми дал најголема шанса да помагам во рамки на Струшките вечери на поезијата. 2 години го пишував сценаријата за отварање, ги водев ноќите без интерпункции. Значи, ова е од периодот кога бев пиар на фестивалот Браќа Манаки, 5 прекрасни години на чело со Лабина Митеска. Ова е Дерил Хана, ја знаеме од Kill Bill и од многу други филмови. Значи, работев баш буквално со звездите, ми даде огромна доверба Лабина. Тука сме со Мики Маноловиќ, јас и Ана Јовковска, незиниот камерман, која што јас им ги договарав интервјуата со вас, силата, петата сила, медиумите. Мики Манойловиќ, еве сме со Лабина, негде тука во трк во работа.
За мене најуспешен директор на фестивалот Браќа Манаки, еве сме позади компјутерот, многу работни часови тие денови. Овдека сме со Кетрин Денев, француската актерка, легенда на глумиштето, француско и европско. И Живлиет Бинош, сите ја знаеме од Чоколадото и од многу други филмови проекти. Секоја чест дека имате фотографија. Да, имаме, тука водам за колегата Тони Цифровски чинам или Тодор Кузманов, водам промоцијата во рамки на Браќа Манаки. И осем за Жулиет Бинош, јас и Лабина го заводевме заедно јавното интервју со него, што вториот најголема трема ужива што сум имал беше тогаш тој ден пред преполната мала сала во Битола. Домот за култура во Битола. Наш, а светски. Да, и ова е од пред не цел месец дена, тоа е Кристина Крамер, која кога ја предаваме наградата за најдобар превод на македонско книжевно дело на англиски јазик во Охрид во Конгресниот центар, и ова е од завчера на отварањето на фестивалот Bookstart. Да го искоментираме постерот во позадина, го гледаме, секоја чест за идејата и секоја чест за она што го Тоа е извади. нашиот Крстен Мисирков во една пиксел варијанта, пикселизирана, современа, за да и младите генерации малце ги инфицираме со нашата традиција. Крстен Мисирков е често се спомнува, но за мене подзаборавена, недоволно форсирана фигура од нашата историја. Според мене не само втедмелувач на македонскиот јазик, туку и на нашата нација. Со сето она што го кажува во неговата книга за македонските работи, мислам дека ги поставил сите темели на тоа што е македонска нација. Ова е на првото издание 2015 на фестивалот Bookstart, каде што гледате уште така некоја младичка енергија од срце со Бетмен на градите, а позади е вашата колешка Елена Стојановска, новинарка, исто книжевничка од филолошкиот факултет, и намерно ги одбрав овие две слики, првото и последното издание. Тука сме исто на едно од ВМКЦ прекрасната Фросина сала со различни автори од светот, меѓу нив Ирса Сигурдар Дотир. Таа вечер вечно ќе ја паметам, огромна колона редици за подпишување. Тука сме со Славенка Драколиќ, Ангелина Бановиќ Марковска, Ана Мартиновска, Сонја Стојменска Елзесер, и ја предаваме наградата на Славенка Драколиќ, која ми даде многу конкретни предлози како да го направиме фестивалот голем. А еве ова е од минатата година, кога имавме најголем број на гости, преку 15 гости, што за вака мал независен книжевен фестивал представуваше навистина огромна чест. Овдека сме со Јусли Адлер Олсен, најголемиот европски автор на крими трилери, Софи Хана, единствената наследничка, одобрена од семејството на Агата Кристи, да пишува продолженија со ликовите на Агата Кристи. Малку е времето да го раскажеме се она што го имате. Да, се она што како ми ги менувавте, а 20 земав здив. Написе водичка, да, обавезно. Преубави фотографии и навистина се гледа колку ликови поминале еве низ вашата кариера, колку средби сте имале, колку фестивали безброј ви посакуваме. А колка е скромноста? скромноста? Така да Жаре, не очекувам што ги памтиш сите фестивали, вака и сите имиња, толку многу работи заборавам, ама вакви ликови мислам дека и средбите што ги имаш се толку инспиративни што не можеш тоа да го заборавиш. Која личност најголем импакт извршила врз вас еве во вашата професионална кариера? Видовме многу големи родителите, имиња. јас мислам сепак дека се тие кои што највеќе влијание вршат на нас како кога ги имаме вистинските вредности и вистинските темели, патот е и како истрасиран на таа скромност што ја спомнувате токму преку нив добиена, да. Понекогаш и преголема. И од секогаш те красела, значи. Фала. Жаре, новиот фестивал е пред нас. Што секој ни се случува, кои се дановите, кои се локациите, бидејќи мислам дека е ред да споделиме и да ги поканиме сите оние кои го сакаат убавиот пишан збор. Да, јас веќе напомнав, ќе кажам за оној настан, ја спомнавме Буква, една прекрасна кафе книжарница во нашиот град. Таму ќе ни биде последниот настан утре во 18 часот, каде што Мајнхард Раухенштајнер, многу е тежок за изговарање, успевам да го кажам, од Австрија, инаку работи во кабинетот на председателот на Австрија, но и писател, како да кажам, филмски работник и македонски зет од нова. Македонски зет, викаме гостин. Да, заедно со деканот на филолошкиот факултет Владимир Мартиновски, Иван Шопов и уште една писателка Сања Михајловска Костадиновска, ќе имаат еден прекрасен настан, правда за кратката проза, многу се читаат романи, многу малце кратки раскази, сакавме малце да го свртиме вниманието и на кратките раскази,
како што спомнав утре во 12 часот во Рамстормол, сите кои што сакаат да се сликаат, да фотографираат и земат подпис на една специјална средба со Ахмет Умит и денеска во 19 часот во културно-информативниот Отворено, бесплатно Така е, за сите така кои е. што го сакаат убавиот пишан збор, бидејќи да заклучиме од се она што го зборувавме денеста, моќта е во зборовите. Да, моќта Се е во надам дека ги зборовите. кажавме вистинските зборови во вистинското време. И дека не се повредивме. Не, таман работа. Таман работа. Да, имаме уште Најважни се намерите, значи никогаш Така намерата е значи она кое што го носиме во себе. Ако имаш добра намера, значи дури не е ни важен патот како го канализираш добрата намера, го наоѓаш својот пат, значи за да допре до тој што треба. Така. Намерата е многу важна и токму тоа мислам дека воспитувањето значи ни го дава на нас таа суштина, наша суштественост. Позитивна или негативна, токму така доаѓа од домот и мислам дека ако сме така настроени и пред се повеќе треба да бидеме емпатични, бидејќи еве едно мое размислување дека кај најмладите генерации забележувам дека има едно отсуство на емпатија, она примерна емпатија. Можеби И тоа го домашно прават воспитување, Тоа го прават значи овие социјални мрежи, вештачката интелигенција, сите тие рилсови бидејќи тоа се млада генерација која што е навикната нели дека се треба да помине во рок од 10 секунди, брзо да не се јас на пример лично не сум така воспитана, јас како дете ако видев едно куче значи да е натепано на улица, еден месец плачев дома. Значи имав една многу јака дури таа емпатија во животот ми пречела. Меѓутоа мислам дека во умерени дози на сите ни е потребно да се сакаме себе си, да се поддржуваме, да се почитуваме. Животот е премногу краток, не знаеме што ќе ни се случи што се случува утре. Токму Преубави пораки за самиот крај, да ви се заблагодарам за гостувањето, Жарко, Ана и Владко, ви благодариме многу за гостувањето и ќе се видиме во некоја следна прилика. Обавезно. Останете со нас, Ценимо, почитувани пријатно. гледачи.